Сега ќе почнеме со неколку сунети и потоа ќе продолжиме другите дерсови со сунетите на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Ќе правиме можда 2 дерсови фик после еден дерс за ова. 2 дерсови фик после за ове заборавени сунети на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Од тие сунети, браќа, што мојме да речи се заборавени сунети на пратеникот салаллаху алейхи веселем, и ова вистина е. Ние земвиме абдес, ама имаме некои сунети што се заборавени. Кој е тој сунет што е заборавен? Велит во книгата Ал-мубалагату фил истиншaqi фил вуду. Велит претерувањето во шмукувањето на водата, значи да ја влечеш водата силно во носот кога земвиш абдес. Ова е од сунетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем, што денеска ретко го практикуваат. Кога земет абдес, што прават? Кога ставит вода во носот, што прават? Мало, овде. Само овде му се влажни. Натре не влегви водата, ич. Ова не е од сунетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Од пракса на сунетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем да ја влечиш водата, да ја шмукуваш натре. Посилно. Значи да се претерви со водата, освен ако си постач, ако постиш. И ова е дојден во хадис на Лакит ибн Сабура радијаллаху таала ан, кала Расулуллахи салаллаху алейхи веселем, велит пратеникот на Аллах субханаху ва таала, асбигул вудуа, исполни го твојот абдес. Исполни го твојот абдес. После велит, ва халлил бейнал асаби, изми ги прстите меѓу, во средина. Ова е од сунетите на абдесот. Кажавме кога учевме за абдесот. После велит пратеникот салаллаху алейхи веселем, ова што е заборавен сунет денеска, мало го практикуваат ова, вистина. И од кај нас, од кај оџите, прво, после и другите. Велит пратеникот салаллаху алейхи веселем, "Ва балиг фил истиншaqi illa an takuna sa'iman." Велит и претерувај со вода, шмукувај вода натре во носот посилно. Не посилно да правиш некоја штета после, Не е целта, него да влегви подлабоко водата, да се осветли горе во носот. Освен ако си постач, ако постиш. Овој хадис го пренес вид имам Несаи, ابن ماجه, ابن الجارود, ابن خزيمة, الدارمي, الطبراني في المعجم الكبير, والحاكم والبغوي. قال ابن الملقن عن الحديث, велит ابن الملقن за овој хадис е веродостоен, него има правено, го има класиковано како веродостоен, имам Тирмизи, ибн Хузейма, ибн Хиббан, имам Хаким и Багави. Велит имам Санани фи Субул ес-Салам. Имам Санани во книгата Субул ес-Салам што велит: "Вал хадису далилун ала ал-мубалагати фи al-istinshaqi li ghayri as-sa'im." Велит хадисот е доказ дека треба да се претерува со вода натре во носот, освен ако си постач, ако постиш. وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره. За постачот не се препорачува и не е пожелно да претерува со вода. Зашто? Зашто може нешто да му слеги вели во грлото, па потоа да му се отвори постот. Да му се отвори и постот. Зато не е препорачено ако постиш. Освен е суннет на пратеникот салаллаху алейхи веселем. И нормално дека за овие суннети ќе бидете прашани. ودل ذلك أن المبالغة ليست بواجبة. Овој хадис исто е доказ дека да се претерува со вода во носот не е обавеза, туку суннет. Зашто? Велит имам Санани, велит ако беше обавеза, тогаш и за постачот требаше да се заштити тубо, да пазит, велит, ама не требаше да ја остави овој суннет. Ако беше обавеза. Што значи пратеникот салаллаху алейхи веселем, штом кажал за постачот да не претерува со вода, ова значи дека останвит суннет на пратеникот салаллаху алейхи веселем, а не е обавеза. Ова е првиот суннет. Вториот суннет велит al-madmadatu wal-istinshaqu 3 مرات بكف واحدة. Велит да се ставит вода во уста и во нос по 3 пати од истата рака. Од истата вода што е земвите. Од истата вода. Ако земиш за
кога земиш вода и сакаш да ставиш во устата и во носот. Вели треба да се стави истовремено и во устата и во носот, истовремено. Не да ги делиш. Учете дека децата и фамилијата да земат абдес. Ова е веродостојна форма на пратеникот салаллаху алейхи селем. Не обратно. И за устата посебно, и за носот посебно. Зато велит قال العلامة ابن القيم. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, велит ги врзеше, ги споеше, велит кога ставеше вода во устата и во носот, велит заедно. Истовремено. Како? Велит пола вода што ја земеше со раката, пола на устата и пола на носот. Пола на устата и пола на носот. Пола на устата и пола на носот. Вака пратеникот салаллаху алейхи ва селем ставил вода во устата и носот кога земал абдес. Велит وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيها الفصل والوصل. Првата велит мора да е така, Ибн Каим. Види каква разделба прави Ибн Каим, многу убава, многу интересантно. Велит првата велит мора велит да е и устата и носот заедно. А велит втората и третата мој да се разделит, ама велит не од праксата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем сите 3 пати така земал абдес. И во устата и во носот заедно. И имат хадисот на Абдулла ибн Зейд во формата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, дека тој афрага мин ал-ина'i ala yadayhi фагасалахума. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем истурил вода од садот во рацете, па потоа ги измил. Thumma ghasala aw madmada wastanshaka min kaffin wahidatin. Потоа пратеникот салаллаху алейхи ва селем ја миел устата и носот од истата вода. Се земал со раката. 3 пати. Ова е формата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Добро. Од кај имаме земано ние? Види што ни прави шејтанот. Интересантно е шејтанот. Ова е сунет, не ти текфет, никогаш. Ти го забораш. Што ти прави секогаш да го делиш? Зашто? Зашто хадисот е слаб за тој, за таа форма. Имате еден хадис, а тој е од Талха ибн Мусарриф, ан абиhi ан джеддихи. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. Ова е Талха ибн Мусарриф пренесвит од својот татко, од својот дедо. Дека пратеникот, вели, го видев на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, го разделуваше, кога земаше абдес, го разделеше водата. Како? Прво ставеше на устата, потоа велит на носот. Овој хадис е слаб. Зашто? Има две причини. Прво, во овој хадис е Лейth ибн Аби Сулейм, а тој е слаб. Втората, овој хадис што го пренесвит, се пренесвит од Мусарриф. Овој Мусарриф беше татко на Талха. Беше татко на Талха, а овој вели не е познат кај мухадисините. Не го познавај. Дали тој дедо му него, татко му него го има стигнато на пратеникот и дали има слушано на пратеникот салаллаху алейхи ва селем или не. Ние со овој хадис работиме, вечината. А не работиме со хадисот на Абдулла ибн Зейд, кој е темел за абдесот. И хадисот на Осман исто, радијаллаху таала анху, е темел за абдесот. Со тие хадиси треба да работиме, не со овој. Ова е слаб, не велиме дека абдесот не ти е валиден. Валиден е абдесот, ама не ти е исполната форма, праксата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Ти мора да научиш која? Формата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И овој хадис кој го прави слаб, кој Ибн Хаџар во Булугул Марам, Ибн ал-Мулакин, Имам Неуви и другите, Аллах да му се смилуваат. Ова е вториот суннет. Уште еден суннет и доволно е за денеска. Сега, што се однесува во гуслот. Целосното капење на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И тука имат некои суннети што ние ги занемариме или ги оставиме. Повеќе ги оставиме него ги практикуваме. А следбеници на кого? На суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Уште полошо е кога, например, некој вели ќе му објасниме за хадисот, за како се земат гуслот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, му вели доволно е само целосно да се капиш. Да му олесни за овој. Ти кажи му го и фарзовите и кажи му дека ова е сунет, другото.
пратеникот ти не си што повеќе жалиш за народот и за уметот од пратеникот салаллаху алейхи веселем. Меѓутоа тој му ги научил и фарзовите и сунетите на гуслот. Тако? Гуслот од што? Од џунублукот, од џенабе. Зашто се вика џенабе? Џунублук. Зашто се вика џенабе? Се вика џенабе, името му е џунублук или џенабе. Зашто? Зашто човекот се остранува од ибадетите. Ештениб. Се острануваат од ибадетите, не кланјат намаз, не читат Куран, се додека да се чисти од џунублукот. Кои се суннети овде? Велит истихбабу l-wudu'i qabla l-ghusli min al-janabati wa sifata ghuslihi sallallahu alaihi wa sallam min al-janaba. Велит пожелно е пред целосното капење гуслот да се земат абдес. Да се земат абдес прво, па потоа да се капиш целосно. Ова е сунет на пратеникот салаллаху алейхи веселем и формата како пратеникот салаллаху алейхи веселем се капеше целосно. Ова форма. Има дојдено во хадис од Аиша радијаллаху таала анха велит قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. Велит пратеникот салаллаху алейхи веселем ако се капеше целосно од џунублукот, велит од интимниот однос. Велит пратеникот салаллаху алейхи веселем прво ги миеше рацете, потоа земаше абдес, како што земит за намазот, па потоа се капеше целосно. Ова е еден хадис. Има друг хадис. За овој хадис велит Ибн Дакиқ ал-Ид قولها وتوضأ وضوءه للصلاة. Зборот на Аиша радијаллаху таала анха дека тој земал абдес како што земал за намазот, значи дека е пожелно пред гуслот, целосното капење, да ги мие делата на абдесот во почетокот. Дека е пожелно, не е обавеза. После другиот хадис од Мејмуна, и ова е подетален. Памтете ја формата сега на гуслот, како се капеше пратеникот салаллаху алейхи веселем. Види што вели Мејмуна радијаллаху таала анха. قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. Велит му приготвив вода на пратеникот салаллаху алейхи веселем за да се капи целосно од џунублукот. После интимниот однос. Велит فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة. Пратеникот салаллаху алейхи веселем прво ги изми рацете, велит 2 пати или 3 пати. 2 пати или 3 пати. Ова сомнеш од премесувачот, од Мејмуна радијаллаху таала анха. Или 2 пати или 3 пати. Важно 2 пати сигурно. Велит ثم أدخل يده في الإناء أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. Велит потоа пратеникот салаллаху алейхи веселем велит ги ја ставил раката своја во вода, во сад, земал вода, па потоа истурил, велит, врз половиот орган. Па го измил убо со левата рака. Ова е пред целосното капење. Со левата рака. Па потоа ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. Велит потоа пратеникот салаллаху алейхи веселем со левата рака удрил на земја. Удрил на земја и велит силно ја протри раката долу. Зашто со ова ја направи пратеникот салаллаху алейхи веселем? Велит учењаците за ја исчистите од нечистоти и дека имат останато додека го измил половиот орган, може да остане нешто од нечистотијата. Затоа пратеникот со земја, тогаш немаше сапун. Немаше овие сапуни што се денеска. Денеска ти немаш земја во купатило, плочки имаш, така? И во плочките џабе ти е. Може да положиш кога го валкаш. И што? Денеска што? Имаш сапун. Можеш тоа да го мениш со го, да ставиш сапун. Да измиш добро со сапун, па потоа да му туриш вода да се изми раката добро. Потоа велит Мејмуна радијаллаху таала анха ثم توضأ وضوءه للصلاة. Потоа пратеникот салаллаху алейхи веселем земал абдес како за намазот. Што направиме прво? Што правиме прво? Рацете. Потоа половиот
орган. Потоа се чистит левата со која рака? Со левата рака. Половиот орган. Да не појде некој забрането е со десната. Забрането е со десната. Така? После со левата рака. Потоа што направил? Абдес, целосен како што земал за намазот. Па потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем thumma afraga ala ra'sihi 3 hafanat mil kaffihi. Па потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем истури врз главата 3 полни раце со вода. Во другиот хадис од Аиша радијаллаху таала анха велит со прстите ги ставаше меѓу косата. Прстите ги ставаше меѓу косата додека да се осигурува дека водата има стигнато во корените на косата. Мора да стигне водата во корените на косата. Треба да се пазит. Некој се брзи, водата може да нема стигнато во корените на косата. Нема абдес, не е остранува џунублокот. Ова е. Потоа велит thumma ghasala sa'ira jasadihi. Откако завршеше со главата, го изми целосно телото, целото тело. Во друг хадис почваше со десната страна, па потоа со левата страна. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем thumma tanaha an maqamihi dhalika faghasala rijlayhi. Потоа пратеникот салаллаху алейхи се отстранил од местото каде што се капил, излегивал по настрана и потоа ги изми нозете. Потоа ги изми нозете. На појд некој кога земи абдес, што направи во почетокот, ги измити нозете. Нема проблем, абдесот му е валиден, гуслот му е валиден, него праксата на пратеникот салаллаху алейхи е да се измие нозете кога? На крајот на гуслот. Кога завршиш со гуслот. Аллах најдобро знајт, овие се некои заборавени суннети што или не се заборавени, ама малце ги практикуваат од луѓето. Кај дојдат суннети други понатаму што скроз се забораени од страна на пратеникот салаллаху алейхи што тој ги практикувал, ние ги имаме заборавено и ги имаме оставено. Го молиме на Аллах субхану ва таала до крајот на нашиот живот да умриме во суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и нашиот последен збор да биде ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху. Го молиме на Аллах субхану ва таала да муслиманите да им помагат на низ целиот свет, а посебно во Газа, во Палестина. Аллах субхану ва таала да им подари победа. Аллах субхану ва таала нивните мртви да ги прифатит како шехиди. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. И халалите малку здолжив на почетокот.